И да, дечки, вчера снимавме струја. И уствари од тоа сватив колку многу уствари ние, или да речем ја, за почеток, сме или сум заробен од интернетот и технологијата. Да, буквално кога снима струја, малку подолго е, немаш околу 1 сат така нешто, и нормално нема ни интернетот и рутерот нели работи на струја, мобилен интернет нема пуштено, и сватив колку ствари нас би ни бил чуден животот без технологијата, без интернетот, без телефон. Онака сме навикнати телефон стално да имаме 24/7 во рака, и уствари ние сме заборавиле во технологијата или со технологијата сме заборавиле на све што се дешава надвор. Да, таму е прозорот, затоа кажувам натама. Ствари сме заборавиле на све што се дешава надвор, од нашиот затвор, да го речам. Да, дечки, уствари ние на некој начин сме станале робови, затвореници, или како сакате кажете го, на технологијата. Добро, здраво дечки, како сте? Добро дојдовте во моето ново видео. Дечки, денеска накратко сакам да позборувам со вас за технологијата, за тоа колку уствари нас ни го земат, како да речам, вниманието. Ни го земат вниманието, дечки, колку технологијата уствари нас ни го земат вниманието од све што се дешава надвор. Ние мислиме дека светот е во технологијата, во интернетот, ама уствари не е така. Уствари ние се лажиме и технологијата и уствари само пречка која не дели од животот. Значи, знаете колку многу сати тоа е поминато во технологија, во интернет и седење и скролање, да го речеме, на интернет на видеа, за џабе си скроламе, си седиме, туку така, и уствари ние го трошиме времето, наместо да правиме нешто интересно, да поиме надвор, да мада и фудбал да речеме, да поиграме, да прошатаме некаде во шума. Добро, сега се забраните за во шума, ама понатака да, пак ќе шатаме во шума кога ќе се тргне забраните, најесам мојата тоа. Али, дечки, да, на некој начин технологијата, интернетот нас ни го зема времето, ни го троши животот за џабе. Ајде да видиме што сме направили ние корисно за тие, еве да речеме, пред некој ден имав цели 12 сати скрин тајм, само на телефонот. 12 сати скрин тајм на телефон. Значи, знаете колку тоа е многу. Уствари, знам ќе ве имат во коментари кај што ќе кажете имам и повеќе, али многу си штатиме на себе, да, дечки. Искрено, ова што го правиме со технологијата, со интернетов, уствари само си наштетуваме и си го трошиме времето за џабе. Тоа е, нема што да се каже друго. Дечки, барем некако, еве, од себе ќе почнам, некако да пробаме да се тргнеме од технологијата, некако да... Еве, денеска речеме, го оставам телефонот настрана, телефонот има затоа го немам дома, го оставам телефонот настрана и излегам, шетам надвор, ќе играм фудбал, ама телефонот настрана, што и да се деси телефонот нема да го фатиме денеска. Тоест, ако е нешто итно, ама телефонот остане настрана и ние да се тргнеме дојма, да прошатаме негде, да... Не знам, да правиме нешто интересно, да играме фудбал, да се дружиме со другари, со пријатели, нешто што нас ми го одвлекло влијанието, тоест вниманието од телефонот. Еве, можеме, например, книги да читаме. Знам дека многу не сакаме книги, и јас сум еден од нив. Книга последно сум читал, тоест Библијата, да, Библијата последно имам прочитано. Ама кога збориме книга како книга, што се овие поновни книги, тоест книги не разбравте што сакам да кажам. Последно било лектира во трето одделение, цело што сме прочитал, од трето нагоре, само од интернет сум нашол книга, прераскажана лектира, и ќе ја препишам. Толку значи ме мрзело да пишувам лектири, али дечки, ја да пробаме, ако не книга, не мора да е книга, нешто буквално да го тргнеме вниманието
од телефонот, излези во двор, прошетај, ама телефонот остави во дома, во двор поседи си. Надвор, ево имам мачиња, 6 са во двор. И сигурно и од вас некои имаат мирничиња. Поминете време со нив. Прошетајте во куќето, поиграјте се со мачињата ако имате мачиња. Мада и папагали стои да пак е милениче и може да се помините време со него, ама не, и јас сум се фатил самиот. И сега вака ќе си соптегнам со мачиња, на че ми седнат овде мачињата скут, а јас со телефонот си скролам вака и мачињата овде се. Брат, фрли го телефонот настрана, остаи. Врати се, као да речем, да се вратиме во животот, оти ова што е голема предност технологија, телефон, компјутер, лаптоп, тоа не е живот. Тоа треба да ни е само некој вид помагало за животот, како да го речам, и да, нормално е пола сат да поминиме време на тоа да скроламе, ама брат, 12 сати скрин тајм сум поминал, 12 сати скрин тајм. Тоа искрено е премногу. Ем што си штитам на очите. Очите стално ме гледате као и во коментари сте ми пишували што ти е на очите, зашто така трепкаш. Па да, дечки, најверојатно влијание на технологијата и исто и технологијата нема стават ни да спием. Да. Колку и да се смеете, тоа е, ќе си седнам пред компјутер навечер, тоест пред лаптоп или на телефон, ајде уште едно видео, ајде Вуки Александр, ајде Стефан Атор, ајде Сими Јанко кои да се таму јутубери. Има многу видео, ајде да го изгледам тоа, ајде да го изгледам тоа, да. Тоа се интересни, ама све се треба ова, одредено време, не као мене, од полноќ до сабајде видеа. Или игри, па шак сега почнам да играм, и тоа не е здраво, ако е на компјутер не е здраво, дај табла планирам да си купам за шак и да правим и тоа видео за вас, да играме шак со вас, се собираме негде, ќе организираме место и доаѓате вие играме кој како сака, тамо тоа понатака ќе биде. Ама сега да се вратиме на технологијата, да. Многу ни го зема времето. Како што реков, дај да пробаме вака. Да се задајме предизвик сите кои сакаме сега, да пробаме настрана да ја тргаме технологијата секогаш кога е можно. Значи, денеска немам ништо задачи. Така на телефона, еве пример да речеме дека имам видео за едитирање, сега да речеме дека немам видео за едитирање, го оставам све технологијата настрана. И излагам пример да прошетам надвор, ќе си па играм с мачињата, ќе сработам нешто а треба во двор, бавча да се покопа, да се среди дворот нешто, не знам, ама да речеме да завршуваме други обврски и да тргаме технологијата настрана. Ајде да видиме да се зададеме предизвик, кој колку може помалку скрин таймс да правиме. Знам дека многу и нема да ви гледате ова чарачите. После ова видео сигурно ќе видите, ај чекај да видам што објавил другиот, ама дај дечки пробајте да намалиме скрин таймс. Не мислите сега, еве ви кажа ова, после видео да си одиме, да не гледаме други, само тебе ова, не дечки, не. Гледајте слободно, ама зборов ми е да намалиме скрин тайм. Скрин таймот, тоест телефонива ни го одземаат вниманието од светот, од све надвор што се дешават, од све ние уствари сме исклучени, иако мислим дека све е тука во телефоните, не е уствари тај. Дечки вака, поминете време со роднините, пријателите, со сите што сакаат. Мислам дека во живо моментите вредат многу повеќе од само скролање на телефонот. Исто и Господ. Наместо да скроламе на телефонот цело време, дај фатете да се помолиме еднаш. И тоа е, како да речам, мир за душата. Значи, да ја најми нашиот мир, да го прифатиме Господ во нас. Едноставно, да пробаме да се приближиме и кон Господ. Од технологијата на некој начин и од тоа не оддалечува. Не дека Господ не ме сака нас затоа што сме на технологијата. Господ сакако не прифаќа нас тоа да, ама дај ние да одвоиме малку време за него, како што одвојуваме за технологијата по 12 сати, како јас што направив. Значи, наместо телефонот, фати и застани и искрено помоли се пред Господ. Не мора да е нешто поетски да го смислиш, битно е да ти од срце кажано и да се помолиш пример пред Господ и тој искрената молитва ја прифаќа. Не е
важно совршенството пред него. Никој не сме совршени и тоа сите го знаеме. Сите сме грешници, ама Господ сака да си ги прифатиме грешките, да се покаеме за тоа и искрено да веруваме во него, во Исус, како наш спасител. Да, дечки, тоа беше за технологијата накратко што сакав да ви кажам. Од тоа што вчера нема струја, јас статив дека уствари нас времето ни летат во интернетов. Џабе си го трошиме времето, наместо да направиме нешто корисно, да се прошатаме, да се подружиме со пријатели, со роднини, да се поиграме со миганишината надвор, ние го трошиме времето за џабе. И после, најде да речеме не сега, после 20-30 години, ќе се запрашаме каде ни отиде животот и кога ќе пробаме да се потсетиме на спомени, што ќе видите? Телефон, лаптоп. Телефон, лаптоп. Пиење малку, пак телефон, пак лаптоп. Да, дечки, искрено после 20-30 години на тоа ќе се потсетиме ако сега не се освестиме малку и не си ја страдиме глата да ставиме нови идеи, нови желби во нашиот мозок и да продолжиме да си живееме живот надвор од технологијата. Надвор од све што има на интернет, тоест не скроз да се исклучиме од интернет, знам дека тоа не е возможно, ама дај да се потрудиме малку надвор, да прошатаме, да поминеме време во природа или било што точно е оддалеч од технологијата. Еве книги почнете да читате, знам дека е тешко, ама почнете. Искрено ќе ви биде помаш. Тоа е тоа, дечки. Фала ви што го гледавте видео, поздрав. Сено ги баба. Се гледаме во наредно видео следната сабота или можда многу поскоро. Чао!